Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. По вчерашниот мирен протест за состојбата во Русино, утрово повторно гореше депонијата. Роднините и жителите на Непроштено оддадоа почит на киднапираните во 2001. По 9 новодиагностицирани лица со COVID-19 во Тетово и Гостивар. Гостиварци вчера попладне преку мирен протест со автомобили го искажаа својот револт од состојбата на депонијата Русино и штетните последици што ги предизвикува врз здравјето на граѓаните. Тие побараа дислокација и затварање на, како што велат, ѓубриштето кое веќе неколку месеци постојано гори, а чадот се чувствува и во градот. Колоната од повеќе од 200 автомобили со по 1 до 20 жители на Гостивар поради пандемијата. Своето дефиле го започна од населбата Дутлок и се упати кон централното градско подрачје во знак на протест против палењето на депонијата Русино и штетните последици врз здравјето на граѓаните. Русино гори непрекинато неколку месеци и ги труе жителите на Гостивар и околината, а при тоа ѓубрето трули и тој исцедок ја загадува почвата, подземните води и храната, велат организаторите граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар. Тие бараат дислокација и затворање на депонијата. Да се затрупува секоја недела, наместо еднаш на 4 месеци, додека не се затвори целосно. Депонијата да се затвори и да се инвестира во санирање на последиците кои таа ги остава и да се спречи понатамошното палење и да се прочистува и седокот. Тоа го бараме. Надлежните итно да се зафатат со наоѓање на нова локација за регионална депонија во согласност со стратегијата за депонии во Македонија, која ќе се изгради по европски стандарди. Поддршка на протестот даде и првиот човек на општината Арбен Таравари. Тој вели дека депонијата Русино е 20 годишен проблем на општина Гостивар, а нејзино дислоцирање во скоро време ќе биде потешко. Таму веќе се подготвува еден швајцарски проект, СЕКО се вика проектот, за уредување и чистење на депонијата, за дислокација, како што бараат одредени невладини организации, навистина е проблем веднаш да се најде да се дислоцира депонијата. Меѓутоа, ја предложив денеска, заедно имавме состанок и предпладне со одредени невладини организации, да направиме јавна дебата и да видиме како да го решиме оваа статус-кво барем. Градоначалникот Таравари истакна дека за палењето на депонијата, за кое постои сомнение дека е намерно, е поднесена кривична пријава за непознат сторител до јавното обвинителство, а ангажирана и компанија која треба да врши видеонадзор врз депонијата. Инаку ова е втор протест во Гостивар месецов насочен против Русино, каде состојбата е веќе алармантна, особено со зачестеното палење на отпадот. Само 10 часа по протестот против Русино на депонијата повторно гори голем пожар, а над Гостивар се шири облак од чад и непријатна миризба. Утрово уште рано наутро, значи некаде кај 4 наутро, екипите од Стоп Русино беа на терен и утврдија дека Русино повторно гори, дури и повеќе од, да речеме, минатиот ден, и покрај тоа што вчера вечер имаше масовен протест од Стоп Русино и јасно испративме порака дека најпрво треба да се допре горењето на Русино, а потоа да се работи на дислокација на Русино, и никако не го прифаќаме, бидејќи денеска во медиумите излегоа некои изјави дека треба да се санира и да продолжи да биде регионална. Значи, повторно сакам да повторам дека ставот на сите граѓани, значи во групата сме кажале да сега околу 7.000 граѓани и плюс нивните семејства излегоа на протест. Ставот на сите граѓани е дека треба да се затвори Русино, да се санира тоа ѓубриште и да се најде нова локација за регионална депонија според стратегијата на Македонија, да се направат секаде регионални депонии, а не општини.
Ако може утрово да ја опишеш состојбава, каква е, нели, со горењево, со чадот, се чувствува до гостивар ли? Утрово, значи уште вчера вечер сите бевме принудени да ги затвориме прозорите, затоа што беше си зачадено и значи неподнослива е миризбата. И потоа во нашата група на социјалните мрежи може сите да видат никна милион фотографии и снимки од огромен чад на Русино што слегува на кај Гостивар. Значи Русино гори, состојбата е алармантна, ние правиме веќе втор протест, алармираме и значи повторно алармираме дека и апелираме дека мора нешто да се преземе. Во прв момент барем да се допре горењето, да престане горењето. А потоа повторно ќе го повторам ставот на сите граѓани дека треба да се најде значи нова локација и да се изгради една пристојна, нормална депонија, а не на секој чекор да има ѓубришта и да се плюс во 21 век да се пали тоа ѓубриште. Можем да кажеме дека легитимни ни се сомнежите дека некој ја пали депонијата. А која е целта, не знам, тие си знаат што ја палат. 9 новозаразени лица со COVID-19 се регистрирани во изминатото деноноќие во Тетово и во Гостивар. Починати се 6 лица, а оздравени 109 пациенти. Тетовскиот регион денес регистрира 9 нови случаи на COVID-19, од кои сите се од општина Тетово, информира од Центарот за јавно здравје. Во Гостиварско регистрирани се исто така 9 нови случаи. Вкупниот број на ново диагностицирани лица со COVID-19 во изминатите 24 часа во земјава изнесува 129. Починати се 6 лица, а оздравени 109 пациенти, од кои 12 од Тетовско и 6 од Гостиварско. На Facebook страницата од Министерот за здравство Венко Филипче беше објавено искуство на жена на која е бил диагностициран COVID-19. Јас би рекла дека не е обичен грип, да, е грип, но си има свое име. COVID-19 можеше да се случи додека движев по собата да се онесвестам. Толку многу што бев изнемоштена. Кога ќе се вратев од тоалетот во собата, керка ми по мене дезинфицираше се што ќе допрев јас. Јадењето ми го носеше во соба. Кој ќе ја земеше чинијата, ќе ја издезинфицираше, веднага ми приклучи инфузија, ми земаа бриз. Брисот стаса вечерта околу 20 часот. Бев позитивна. Така почна моето лежење во болницата. За персоналот можам да кажам само пофални зборови. Немаше ни една сестра или доктор кој што не ни обрна внимание не само во лекувањето, и психички. Јас на сите кој ќе ми се јавеше во болницата, па и денеска, на сите им викам само чувајте се. Со препораките, држете растојание, маска и хигиена. Министерот објави дека Светската здравствена организација во рамките на Солидарити фондот донирала лична заштитна опрема за здравствените работници на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Пратката содржи 293.700 парчиња опрема за лична заштита, односно 65.000 медицински маски, 122.000 N95 заштитни маски, 5.200 очила, 10.500 заштитни наметки и 91.000 ракавици, а вредноста на донацијата изнесува 305.000 американски долари. Жителите на Тетовско непроштено оддадоа почит на спомен одбележието на своите соселани, кои беа киднапирани за време на конфликтот во 2001 година. Од тогаш поминаа 19 години. 19 години од убиството на Стојан Михајловски и исчезнувањето на неговите соселани Крсто Гоговски, Цветко Михајловски и Васко Михајловски од Тетовско непроштено за време на конфликтот во 2001 година. Жителите и семејствата на киднапираните уште еднаш се собраа за да оддадат почит, а поменот служија и свештенослужителите од Тетовското архиерејско наместништво. Крсто, Цветко, Васко, Стојан и сотвори вечную память, вечная память, раби Божи, Крсто, Цветко, Васко, Стојан, да им се прости секое прегрешение.
Војо Гоговски, син на Крсто, еден од киднапираните од Непроштено, се заблагодари на присуството и поддршката од жителите, а потенцираше и дека ќе продолжат со борбата за изнесување пред правдата на оние кои, како што вели, ја нанеле најтешката трагедија која му се случи на тој регион. Со повторното отворање на случаите во Хашкиот трибунал, една работа која што нашиот правен застапник господин Ванчо Шетански, кој е тука со нас, повторно сите овие години, инсистираше дека треба да продолжиме со нашата борба, односно да се поведат нови постапки, бидејќи војни злосторства против цивилно население не застаруваат. Мислам дека сега е момент, кога гледаме што се случува во обкружувањето, дека најверојатно ќе се случи тука, ќе дојде тука, тие што ви изврши овие гнасни дела, конечно да се најдат пред лицето на правдата. Не сакав да го коментирам овој настан, но верувајте, ова народната дека времето ги лечи раните, во принцип може би се однесу за некој кој што не е директно засегнат за таа работа. Иначе сите жители на село Непроштено, сите жители на Лешок, на Варвар, на Теарце, на Брезно, на Глоѓи, на Доброште, Рата, Жилче, сите се засегнати од оваа работа. Сите имаме изгубено многу во тој период, бидејќи оплячкани куќи, уништен инвентар, све што не можело да се однесе. Изгорени 22 куќи, уништен целиот имот кој што луѓето со години го стварале. Навистина е тешка една работа која за нас секој момент, секој овој период кој ќе дојде, нас не се враќаат спомените. Реков, времето може би ги лечи раните на овие кои што не се директно засегнати. Но ние кои што сме директно засегнати, верувајте како вчера да се случува сите овие настани. Роднините, пријателите, жителите на Непроштено и околината, како и представници на здруженја, политички партии, положија свежо цвеќе на спомен обележјето, со што им одадоа почит на киднапираните. Продолжението на 31-та седница на Советот на општина Тетово денес се реализираше преку онлайн комуникација. При тоа беа поминати само 5 точки од дневниот ред, а останатите се оставени за повторно продолжение следниот месец. Значи, денеска беше продолжение на седницата, на 31-та седница, само овој пат поради ситуацијата со пандемијата и поради тоа што во салата уште работа имат Државната изборна комисија, значи ги има материјалите, носив одлука за седницата да се држи на онлайн преку Zoom и не можевме ни денеска да ги завршиме точките, но го оставивме за нареден пат. Ние денеска почнавме од 3-та точка до 7-та точка. Значи, во дневен ред беше денеска предлог одлуката за именување на членови во надзорниот одбор на јавното предпријатие Русино Полок. Исто така, како точка беше и предлог одлуката за именување на управниот одбор, исто така на предпријатието Русино Полок. Исто така имавме точки од урбанизам и таму застанавме. Значи, ние како општина нели ги носиме, ги именуваме истите членови, така да сите општини што се во регионот на Полок треба исто така да ги поминуват или веќе некои ги поминувале. И така веќе сме еден чекор пред тоа јавното предпријатие Русино да живне на тој аспект на формација како органи. Во Гостивар се зголемува бројката на семејства кои се пријавуваат за користење на парична помош од државата. Има денови кога социјалните служби примаат по 100 барања за гарантирана минимална помош. Ковид пандемијата финансиски ги погоди сите сфери и граѓани, но најмногу удри по џебот на социјално загрозените. Во регионот на Гостивар се зголемува бројката на семејства кои се пријавуваат за користење на парична помош од државата. Во Гостиварскиот центар за социјална работа дневно се поднесуваат од 30 па до 100 барања за гарантирана минимална помош. Висината на помошта се движи од 6 до 12.000 денари, зависно од бројот на членови во семејството, возраста на децата и други услови. Во гарантирана минимална помош влегуваат и повеќе надоместоци, како детски додаток кој се менува зависно од возраста на детето,
За основци е 2100 денари, додека за средношколци 3000 денари. Во периодот кога се смета за грејна сезона, се добива и надоместок за грејење по 1000 денари месечно. Инаку право на гарантирана минимална помош има домаќинство кое е материјално необезбедено и нема во сопственост имот и имотни права од кои може да се издржува. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 64 лица, 37 во Тетовско и 27 во Гостиварско, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 70 лица изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени биле контроли на 904 лица со вакви решенија и не биле констатирани неправилности. Вчера во СВР Тетово било пријавено дека пред исклучокот за село Лешок во објект во изградба додека изведувале градежни работи, со повреди се здобиле две лица, 42 годишник од село Ѓермо и 27 годишник од село Радиовце. По незгодата лицата биле пренесени во клиничката болница Тетово. Во Гостивар вчера полициски службеници привеле 45 годишник кој управувал патничко моторно возило, бидејќи не почитувал издадена наредба и нападнал полициски службеник при вршење работа на безбедноста. Вчера во Тетово лишен од слобода е 21 годишник од село Чегране, бидејќи при преглед кај него била пронајдена прашкаста материја. 27 годишник од село Ѓорѓевиште пак вчера пријавил дека претходниот ден во Гостивар бил физички нападнат од двајца жители на село Градец, со кои претходно имал недоразбирање. Во полицискиот билтен регистриран и пожар во атарот помеѓу тетовските села Пршовце и Глоѓи. Пожарот зафатил ниви посејани со пченица, сопственост на тројца жители на село Глоѓи. Нема повредени лица, а пожарот бил целосно локализиран од местното население и екипа на територијалната противпожарна единица Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.